Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Многу често детето плаче, се држи за стомакот, се витка и грчи и при тоа не знае да објасни што точно го боли. Колку е детето помало, толку е проблемот поизразен. Но кога станува збор за болката во стомакот, работите не се полесни како што годините поминуваат. Обично родителите се во паника кога детето ќе се пожали на силна болка во стомакот, бидејќи веднаш помислуваат на воспаление на слепо црево. Но искуствата покажуваат дека многу почесто се работи за болка која што не остава некои сериозни последици, а кои се најчистите причини за безопасните болки, ќе ни појасни денешната гостинка, а тоа е доктор Наташа Чучкова-Ничкевска, специјалист по педиатрија во Аџибадем Систина. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам, добре ве најдов. Родителите првпат се соочуваат со болка во стомакот кај нивното бебе уште во доеничката возраст, кога се јавуваат оние инфантилни колики, односно грчеви. Па на каков начин тие се манифестираат и дали навистина бебето чувствува болка во тие моменти? Тие инфантилни колики се специфични за доеничкиот период. Да, навистина, детето чувствува некаков тип на болка. Најчесто се јавуваат од возраст на втората недела, третата недела од новороденечкиот период, се до некаде четвртиот месец на растење на детенцето. Постојат повеќе теории зошто тие настануваат и ниедна не е, да кажам, до крај осознаене дали е навистина за тоа се работи или не. Се претпоставува дека во тој период дечињата во актот на голтање и на цицање од мајката повеќе внесуваат воздух, односно имаат аерофагија, па цревата се дистендираат повеќе и се поболни во тој период. Оно што го знаеме со сигурност е дека во тој период инфантилните колики не представуваат болест. Односно, доаѓаме до диагноза за инфантилни колики од кога се друго ќе исклучиме. Не постои диагноза посебно, освен по принцип на исклучување на сите сериозни состојби што може да се јават во новороденичкиот период. Како изгледа бебето во тие моменти, докторке? Каков е плачот? Да, тоа е нешто што прашуваме. Каков е плачот, колку време трае. Вообичаено се јавуваат коликите во вечерното време, некаде траат повеќе од 20 на минути, бебето е вознемирено, плаче, а потоа испушта гасови и целата драма се смирува како ништото не било. Но за да кажеме дека навистина се работи за бенигни инфантилни колики, треба да го видиме детенцето, да не пропуштиме некоја сериозна работа, затоа што новороденечкиот период е исклучително фрагилен период од растот и развојот на детето, па можат и тука да се појават и други сериозни состојби, како да речеме интусусепција на црева или некоја акутна хируршна работа, која што исто се одликува во првите денови само со плачење, бидејќи бебенцето не знае другче да комуницира со родителите. Доколку бебето има инфантилни колики, педијатрот потврди дека се работи за тоа, дали тие ќе бидат поизразени кај бебињата кои што цицаат во споредба со оние кои што се хранат со мајчино млеко и обратно, има ли некаква поврзаност начинот на исхрана и овој проблем? Научно не е докажано дека има некаква поврзаност, односно дека да речеме децата што се на адаптирано млеко се имаат поизразено инфантилни колики во однос на тие што се на мајчино млеко, нема поголема дистрибуција во однос на полот на детето. Тоа што е карактеристично е дека тие поминуваат како ништо да не било, детенцето добро напредува во телесна тежина и во периодите кога не плаче нема никаков знак на болест. Значи ние се друго отпишуваме дека се работи за некаква патолошка состојба, а потоа придаваме диагноза дека се работи за инфантилна колика. И што можат родителите да направат во тие моменти кога бебето неутешно и упорно плаче со часови? Така, во тие моменти, значи, прво почнуваат оние традиционални техники на подој, да не голта премногу воздух, после подој да се подигне 20 на минути за да подригне повеќе, масажа на стомачето, а понатаму се почесто даваме пробиотици од типот на Lactobacillus rhamnosus, кој што е докажан дека 25% ги намалува коликите кај дечињата. Посебно го даваме кај дечиња што се породени со царски рез. Може да дадеме симетикон, тоа е една субстанца која што го намалува површинскиот набој на цревата, односно овозможува полесно да се исфрлат гасовите, кои предпоставуваме дека се резултат на аерофагијата кај детенцето, па да се олесни.
Секако масажите, вежбите на детенцето со колкчињата напред-назад, гушкањето, смиреноста на мајката си предонесува понатаму да се надмине тој период. Иако сите во тие моменти се вознемирени, мајката и таткото, па и поблиските членови на семејството кои што ќе се најдат во близина на бебето. Споминавте дека пробиотиците ги препорачувате почесто кај бебињата кои што се родени со царски рез. Зошто? Бидејќи во самиот акт на раѓање тие не поминуваат низ родилните канали, па истражувањата покажуваат дека дигестивниот систем и микробиомот е помалку населен со пожелните бактерии кај дечиња со родени со царски рез во однос на дечиња што се родени по спонтан пат, значи кога детето поминува низ родилните канали. Секако ние во сите гајдлајнски и кај другите новороденчиња даваме пробиотици, дали тоа преку мајчиното млеко ќе се одве и со додатоци или во адаптираната формула има додатоци на пробиотици, затоа што е докажано клинички дека тие имаат голем ефект. Понатаму во созревањето на имуниот систем, превенцијата од алергии, превенцијата од колики, поставување на еден баланс на натрешните органи, односно гастроинтестиналниот микробиом. Може ли и тоа да предизвика болка кај бебето додека не се воспостави една рамнотежа на бактериите во стомакот? Да, може да предизвика. И навистина детето има болка од таа дистензија на црева и ние наоѓаме начини како да му помогнеме. И тоа е еден од начините, пробиотиците. И тоа, да. Поголемите деца се случува да почнат да се жалат на силна болка во стомакот во текот на ноќта, за време на викенд, празници, кога матичите лекари не работат, па родителите потоа веднаш го носат детето на дежурен лекар, сметајки дека има воспаление на слепото црево. Што говори вашето искуство, колку често болката во стомакот кај децата се должи на воспалено слепо црево? Од генерално пациентите што се јавуваат за преглед така во викенд, во празнични денови, само многу мал број од пациентите имаат навистина воспалено слепо црево. Повеќето од нив имаат така наречена функционална стомачна болка. Ние нарекуваме функционална стомачна болка кога не наоѓаме органска причина за стомачната болка, односно болката се должи на пореметеност на некаква функција на дигестивниот систем. Дали е тоа пореметеност на модалитетот на цревата, дали е пореметеност на преосетливост, хиперсензитивност на висцералните органи, поосетливи деца имаат импулсите на brain gut, како централниот нервен систем и стомакот, поврзаноста им е поосетлива, па тие импулси ги чувствуваат повеќе, или е поврзана со мотилитетот во однос на празнење на цревата, па се намалува болката по одење во тоалет, ги викаме иритабилни црева, така да најчесто се работи за некаков тип на функционална болка. Секако постојат и случаи кога навистина се работи за слепо црево, но тука има и други клинички знаци и симптоми што не водат до дијагнозата на слепо црево. Денеска ќе го разјасниме сето ова детално за родителите да им биде јасно и да знаат во кој случај треба веднаш да се јават на педијатар и дали секоја болка во стомакот треба да се свати сериозно. Да започнеме од оние безопасни функционални болки кои што ги споменавте, а на каков начин ве се манифестираат? Како изгледаат? Личат ли на напад? Остри ли се, тапи ли се? Тие по својата симптоматологија може да бидат секакви. Може да бидат и остри, и тапи, и да траат 5-10 минути, меѓутоа генерално секоја болка што се смирува 5-10 минути после некаква интервенција, дали затоплување на мечото, давање на перорална хидрација, не загрижува, но болка која што во текот на времето прогредира, односно незината јачина се зголемува, детето општата состојба на детето е значи се одразува на општата состојба, легнува, се витка, не може да оди. Тоа е нешто што не загрижува и за таков тип на болка не треба многу да се чека и веќе се оди на лекар, дали на матежен, дали на... Значи сериозно треба да се свати секоја болка во стомакот на детето. На која возраст се јавуваат овие функционални болки? Кога почнуваат? Функционалните болки се јавуваат од самото раѓање, сега не баш во дојнечкиот период, значи може да бидат функционални болки типо да речеме на руминирање, на циклично повраќање, од време на време повраќање.
Потоа иритабилните црева се доста застапени, кога е поврзана болката со празнењето на цревата, дали се работи за обстипација или се работи на потечна столица. И понатаму во животот исто се застапени. Генерално они се одлекуваа со тоа што болката не знаат точно да ја локализираат каде. Некогаш ја локализираат најчесто околу папокот. Но може да биде локализирана во било кој дел од абдоменот, и во горниот дел, и во долниот дел од абдоменот. Секако кога трае повеќе од една недела, кога детето се пожалува повеќе, треба барем некои општи поидовни испитувања да се направат, за да не се пропушти некоја сериозна, функционална, односно се извинувам, органска причина за болест, односно за болка кај детето. А зошто децата, кога имаат болка во грлот или пак некоја респираторна инфекција, се жалат на болка во стомакот? Исто тоа е типично. Зошто? Затоа што околу стомакот има жлездички мезентеријални и таму се создава вака еве народски да кажеме имунитетот за инфекциите. Некои дечиња се поосетливи, односно висцералните симптоми ги по хиперсензитивни се и ги чувствуваат тие жлездички, како што се наголемени жлездичките околу црвеното грло кога се работи за бактериска инфекција, така и стомачните жлездички се малку наголемени за да учествуваат во одбрана од организмот од инфектот, дали е тоа вирусен или бактериски. Така да, или дечињата, да речеме, во тој период кога се болни, имаат температура, имаат црвено грло, не внесуваат доволно течности, па доаѓа до поблаг степен на дехидратација, исто се чувствува со стомачна болка. Така да не секогаш стомачната болка е предизвикана од болест во стомакот. Тоа е убаво да се знае, да ги поканиме гледачите денеска да се вклучат во емисијата на телефонскиот број 3076 677. Доктор, ќе се случува и децата кои што се мали да се жалат на болка во стомак кога родителите ќе им речат да си легнат во кревет. Или пак се жалат на интензивна болка во стомак со грчење и плачење ако треба да одат во градинка. Исто се јавува овој проблем со болка во стомак кај деца во предпубертетска и пубертетска возраст. Може ли емотивните, психолошките состојби тие да ги преживуваат преку болка во стомакот? Апсолутно може. Апсолутно може и повеќето од нив се така хиперсензитивни и реагираат со стомачето на некаков стрес. Генерално, дечињата до 4-5 година веќе знаат да зборуваат, нели? Кога велат дека имаат стомачна болка, они не знаат да излажат. Висте имаат стомачна болка. Наше е да откриеме дали таа е патолошка стомачна болка или се должи на некаков стрес фактор. Бидејќи некогаш родителите велат, знаат децата да манипулираат со сензитивните чувства на родителите, бидејќи нели се тие исплашени. На 5 годишна возраст веќе малку манипулира. Но помало дете не може тоа да го прави. Значи секогаш треба да се поверува на она што ќе го каже. Да, значи детето се гледа како цело суштество, како да кажам, како возрасен. Тука се емоциите многу битни, кога во поаѓање во градинка се одделува од семејството стравот дека ќе го напуштат родителите или дека нешто ќе се случи е голем. И тука навистина има психосоматска болка. Значи навистина чувствува болка. Навистина чувствува болка, но со психолошки, нели, да речам, пристапи кон детето, со една гушка од учителката во градинка со топол збор се поминува, се најнормално. Значи може и на таков начин таа болка да се смири? Може, да. Со гушкање, со можеби родителите да стават рака на стомачето, може тоа да помогне? Може, да ги затопло, да стават мајчка, да стават топли чорапчиња волнени, да го хидрираат, да го нахранат убаво, но ако таа болка се повторува, трае повеќе од недела дена, се почесто и почесто се жали, сепак да отидат на матичен лекар, да направат некои базични испитувања, да не попуштат некоја посериозна причина за болката во стомакот. Ако се исклучи органска причина и се утврди психолошка, што во тој момент треба да се преземе во случај кога детето е поголемо? И кога не помага гушкање од родителот? Така, секогаш е битен микробиомот на гастроинтестиналниот тракт. Кога детето е поголемо, веќе доаѓаат
тука, да речам, причини како за некаков тип на болест и несоодветната исхрана, зашто не сите дечиња како растат во пубертет и здраво се исхрануваат. Може би е причина за болката и сувата храна, недоволен внес на пробиотици од живи култури, да, недоволен внес на влакнести материи, недоволно празнење. Така да секогаш им советуваме да внесуваат пробиотици, да внесуваат доволно течности во исхраната. А советот психолог понекогаш вклучувате? Постојат и некои случаи кога навистина ќе исклучиме дека немаме зошто да се загрижуваме, тогаш и когнитивно бихевиоралната терапија, односно психолошката терапија, е многу добро дојдена кај овие дечиња. Уште еднаш ќе ги поканиме гледачите, во Дриже ќе замолам само да го објават бројот 3076 677 е телефонскиот број на Телма на кој што можете да не добиете да поставите прашање во емисијата. Доктор Наташа Чучкова-Никчевска, специјалист по педиатрија во Аџибадем Систина, е денешна гостинка во магазинот за родителство 0+ месеци, со кој што разговараме на една исклучително интересна и актуелна, би рекла, тема секогаш за родителите, а тоа е болката во стомачето кај нивното детенце. Докторке, доколку се исклучи и психолошки аспект за појава на болката, но и органска природа, а детето и понатаму се жали на болка, што се презема? Може ли да го боли детето стомакот, а да нема никаква причина за тоа? Па тоа генерално ретко се случува. Скоро секогаш наоѓаме некаков тип на причина за болката во стомакот. Се почесто морам да кажам дека наоѓаме паразити кај децата. Може би моето клиничко искуство вели дека порано немавме толку паразити. Не знам. Тоа е интересен факт, да. Нешто што еве сме го предвидувале неочекувано. Наоѓаме хиперсензитивност кон храната, знаат одредени алергии да се манифестираат со стомачна болка. Наоѓаме недоволна испразнетост на цревата или лактозна интолеранција. Се повеќе наоѓаме некаква си причина која што не е навистина органско нарушување, но предизвикува болка, па со самото моделирање на начинот на исхрана, дневните активности, промена на животниот стил, кај повеќето од нив има подобрување, односно намалување барем на степенот, интензитетот на болката и честотата на појавување на болката. Доколку кај детето има болка во стомакот и диареја, тука веќе се знае зошто е присутен овој проблем. Дали со смирувањето на проливот би требало да исчезне болката и какви испитувања правите во тој случај? Кога имаме диареја, прво се сомневаме на некаков вирусен тип на проливести столисти, бидејќи 80-90% од ентералните инфекти се должат на вирусна етиологија. Најчесто ги испитуваме ротавирусот, аденовирусот и норовирусот како најпатогени форми на ентерални вирусни инфекции. А потоа доаѓаат зачестеноста на салмонелите, на другите бактерии, кампелобактер, клостридиум или други бактериски инфекции како предизвикувачи за инфламација, односно воспалителен одговор на цревата кон некој агенс од надворешната средина. Доколку се работи за таков тип на диареја, по самото поминување, односно регулирање на столицата, болките може да продолжат за жал уште 2 до 3 недели, односно таа неизбалансирана столица ќе продолжи уште 2 до 3 недели, затоа што кога се случува воспалување на цревата од бактериска или вирусна етиологија, цревата се натечани, ензимот лактаза е намален во цревата и последователно треба неколку недела, 2, индивидуално е тоа, кај некои дечиња да се обнови цревниот епител за да се воспостават нормалните функции на дигестивниот систем. Така да знаеме да имаме во пракса дечиња кои што и 2 до 3 недели се жалат на стомачна болка, имаат некаков тип на нерегулирана столица. Меѓутоа, таа ни далеко не е иста како кога почнала инфекцијата. Кога почнува диареја, односно проливеста столица, тие се над 5-6 на ден, се пропратени со температура, се водести, се болни, некогаш се пропратени со повраќање и дехидратација. Како се смирува состојбата, како закрепнува детето, така тие се регулират, можеби по 1 на ден,
стомачните болки се ретко, еднаш во тек на денот кратко траат и веќе знаат да ги препознаат и пациентите и родителите дека не се работи ништо сериозно, односно дека се работи за период на закрепнување на децето, како што пополека одминува времето, така и болките се смируваат. Колку често течата столица, ентероколитот кај детето може да создаде проблеми понатаму со цревата? Подолготраени болки, но и како што веќе споменавте, нарушување на лактазата, па и да дојде до нетолеранција на лактоза, па детето да не може повеќе да пие млеко. Па, почесто мора да кажам дека во последно време, не само кај нас и во светот се злоупотребуваат антибиотиците за ентералните инфекти. Ние според водичите на детската гастроентерохепатологија не даваме антибиотска терапија дури кога се работи за салмонела. Навистина. За бактериска инфекција, сето тоа е индивидуална проценка на лекарот. Дали треба да даде антибиотик, затоа што со давањето на антибиотик па понатаму се уништува нормалниот микробиом на цревата, па може да се случи пациентот да стане клицоносител на салмонела или да дојде до растење на други патогени бактерии кои што се непожелни во дигестивниот систем. Како се спроведува тогаш лекувањето? Само со пробиотици? Лекувањето е тука да одреди докторот да види општата состојба каква е на детето. Ако детето генерално може да се менеджира со перорална хидратација, ако тие проливи се може да се избројат, нема гупиток на електролитни течности, нема појава на други симптоми и знаци од другите органи и системи, тогаш решава дека ќе се менеджира детето само со електролитни течности, рехидрација, пробиотици, храна од типот на сорбенси, без лактоза, затоа што во секој ентерален инфект лактазата е намалена, и нормално секојдневно следење и комуникација со пациентот и родителите. Доколку има некои симптоми кои што секако треба да се оценат дали треба, само во одредени случаи даваме антибиотска терапија. Доколку се јави транзиторна, односно минлива нетолеранција на лактоза, колку време детето не треба да прима млечни производи? Од прилика недела до 2, додека се обнови гастроинтестиналниот епител, во тој период им советуваме, како и друг пат, да внесуваат поголема количина на пробиотици, за да се избалансира гастроинтестиналниот микробиом. Или тој се состои од пребиотици, пробиотици и постбиотици. Пребиотиците не се храната што ја даваме, пробиотиците не се живите култури, односно лактобацилите. Добрите бактерии. Стрептококус буларди и другите бактерии, а постбиотиците не се дел од отпадните материи, меѓутоа и тие имаат свое значење во дигестијата, односно зачувување на хомеостазата на дигестивниот систем. Така, убаво појаснивте зошто е важно родителите да не даваат често антибиотици кај децата, бидејќи може да направат сериозни нарушувања на цревната флора, болки во стомакот и многу проблеми. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден за него. Ало? Добар ден, во програма сте повелете. Добар ден. Голем поздрав до докторката и вас. Благодарам. Јас само сакам да прашам. Дали ме слушате? Да, ве слушаме. Сакате да прашате нешто? Докторката само. Така. Имам, значи, внуче, сум баба на телефон. Скоро 8 години ќе прави во октомври и другото ќе прави 5 години. Така. И на сабалин давам јас сок. Од цвекло едно резенче од цвеклото, Добра. Јаболка по една червајчата, шагарепа по една на средна и портокал по еден-два, значи и пола лимон. И давно се бајле на гладно. Дали е во ред тоа? Добро. Еве сега докторката ќе ви одговори. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Да ја поздравам бабата и да кажам дека е сосема во ред, дури и треба да се дава. Тоа направи нешто за да обезбеди доволен внес на свежи продукти со ензими од овошје и зеленчето во организмот. Ако може да ги пијат, на гладно е во ред. Ми кажа дека става лимон, па некогаш се жалат на стомачна болка наутре ако кисело испијат, но и во тек на денот е здраво и пожелно тоа да го испијат. Но ако не се жалат децата и наутре може да го испијат, зошто да не? Јас би рекла само ако може, ако прифаќа да го направи повеќе како смути, односно да се
изблендира целото овошје и зеленчук за да ги внесе и пулпата, да. Која што е важна како пребиотик, влакнестите материи кои што се важни како пребиотик за да има подобра нутритивна вредност тоа. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани останете на Телма. Продолжува магазинот за родителство 0+ месеци. Зборуваме за причините кои што доведуваат до болка во стомакот во детска возраст со доктор Наташа Чучкова-Ничкевска, специјалист по педиатрија во Аџибадем Систина. Доктор, ке имаме гледач на линија, ќе му дадеме предност и ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Се исклучил во меѓувреме, се надевам дека ќе искористи можност да се јави повторно на 3076-677. Доктор, исто така еден од честите проблеми за болка во стомакот е запекот кај децата. Зошто се јавува? Функционалната констипација може да се јави од повеќе причини. Во период кога детето тргнува во градинка и се одвикнува од пелена, може би е стрес, самото одвикнување од пелена, па знае да направи спазам на аналната мускулатура или да не сака да оди во градинка или во училиште во тоалет, па заради тоа повеќе вода да се абсорбира во дигестивниот систем и столицата да стане потврда. Со самото станување на потврда столица при дефекација боли и они несвесно, бидејќи се малечки деца, не знаат да свесно да изреагираат, стегаат уште повеќе и на тој начин доаѓа уште поголема задршка на водата во дебелото црево и уште потврда столица. Тоа е еден од принципите најчести во таа возраст. Второ, може да биде од неправилната исхрана. Ако недоволно внесуваат влакнести материи, недоволно внесуваат пребиотски и пробиотски култури од живи организми, вода мора да се внесува за да се разводни столицата и исто така немаат навика на дефицирање. Тоа е нешто што се учи во текот на животот, за кој што треба да се истренираме сите ние од најмалата возраст. Односно, треба вољно да се оствари дефекацијата, а не само кога ќе мора да се оствари дефекацијата. Што преземате кај децата кои што задржуваат столицата? Секогаш кога има некаков тип на обстипација, не може да ги обидиме веднаш, бидејќи се малечки, сепак психолошкиот момент кај нив е доминантен и кај болката и кај регулација на столицата. Им помагаме со тоа што им даваме разредувачи на столицата од типот на макрогол, кои што не влијаат на нивниот квалитет на живот, односно не прават зависност на цревата во однос на спонтаната дефекација, само малку ќе омекна столицата, за да можат понормално да дефецираат и да престанат да асоцираат болка со дефекација. После некое време, зависи колку се возрастни, ако се некаде до кај 7-8 години, после до 2 до 3 месеци им велиме да почнат со тренинг за дефекација. Кај возрастните тоа е малце помала временска рамка на користење на разредувачи на столици, секогаш да се исхрануваат правилно, да се имаат пробиотици, течности. За обстипацијата мора и да испитаме дали се работи за некаков тип на цревна паразитоза. Се почесто дечињата до тој момент со како причина за обстипацијата ја имаат и цревната паразитоза. Дали се работи тоа за аскарис, за џардија или за некој тип на друг паразит, секогаш испитуваме, дел од испитувањата или стартно ни се и анализа на феца за паразити и ако најдеме некаков тип на паразитоза, соодветно потоа го лекуваме. А како децата се заразуваат од овие паразити? Паразити да ги има од кога постои човештвото, тие се многу отпорни. Најчесто се заразуваат преку фекоорален пат. Значи некаде тој паразит живее, дали во храната, во песокот, во неизмиени раце, дали некој друг претходно пред нив имал. Најчесто да речам домашните милиничиња знаат да имаат паразити, па при недоволна хигиена тие нели одат на лулашки, има песок, знаат да се игра, знаат да ставаат раце во уста и сето тоа е нормален процес, но треба да се исклучи паразити затоа што освен обстипација знаат да прават и по-сериозна клиничка слика. Например на алергии, знаат да мигрира во другите органи и системи.
Значи многу е важно на времена диагностика и лекување, може да се излекува на едноставен начин доколку паразитот е во цревата? Излекувањето е процес, зависи каков паразит е, таков и антипаразитарен лек даваме. Секогаш се лекува во склоп или на семејството се проверуваат и останатите членови, затоа што кога се дава антипаразитарен лек, просто паразитите бегаат од него, па реинфекцијата во домот и статистички е многу поголема. Дури 80% од пациентите имаат реинфекција, затоа го запазуваме хигиенскиот диететскиот режим, значи даваме антипаразитарен лек кој што се спроведува строго контролирано, потоа правиме дезинфекција на домот на дете за да ги намалиме можностите да се реинфицира. А ако детето често се жали на болка во стомакот, потребно ли е да се испита толеранцијата на глутен? Толеранцијата на глутен, ако односно мислите алергијата на глутен, за целијакија конкретно. Целијакија е малце различна работа. Целијакија е автоимуна болест. Тоа е сериозна работа кога имуниот систем е пореметен, односно создава автоантитела против глутенот и сродните проламини. Се почесто постои термин на нецелијачна сензитивност на глутенот, каде што немаме органско заболување, меѓутоа тие пациенти знаат да се жалат дека им е потешко, односно понадуен им е стомакот, имаат грчеви, имаат некаков си тип на дискомфорт кога јадат бели пецива и продукти со глутен. Тие не се кандидати за целијакија. Кај целијакија мораме да имаме генетска предиспозиција, имаме автоантитела и развој на автоимуна болест. Тоа е нешто што доживотно се третира и се лекува и навистина сериозна работа. Преосетливоста на глутенот, а и на другите пченици, житарки, е нешто што со намалување на внесот на глутенот, симптомите исчезнуваат, односно се подобруваат. Тука им советуваме да направат алерготестови на храна, тоа што не може да знаеме дали навистина е глутенот, или можеби се лешниците, или можеби се јагодите, или некаков тип на друг алерген што се внесува во исхраната, предизвикува болки или дискомфорт. Кај мали деца може да се направи овој тест? Некаде од втората, третата година се прават. Тие се кожните кутани тестови што најчесто ги правиме. Постојат и други преку крв рида тестови. А зошто кај помали деца не се прават? Зошто не се препорачуваат? Затоа што не може да седи мирно детенцето. Таму правиме рида тестови, специфични IgE молекули за одредени типови на храна. Во разговорот со семејството и добро занемената анамнеза, на што детето се жали, какви симптоми забележале, дали забележале некаков тип на кожна реакција, некаков тип на проливеста столица, земаме анамнеза и се насочуваме кај помалите деца што да бараме понатам, ако навистина треба нешто да бараме од типот на алергии, а по големите веќе се работуваат така да директно на самата подлактица се ставаат алергените и се гледа одговорот на алергискиот одговор на кожата, дали навистина се работи за некаква преосетливост или не. А кога болката во стомакот бара преглед од детски хирург? Одредени состојби бараат се неодложни преглед од детски хирург, а понатаму и интервенција од детски хирург. Кога болката се зголемува во текот на денот, тоа дете непрестано плаче, стомакот е тврд, надуен, нема гасови, дали се работи за преплет на црева или почнува некаква абдоминална драма, повреќањата не се смируваат, постојат црвени знаменца кои што ние треба претходно како педиатри да ги одредиме, дали е високо ЦРП, како инфламација, леукоцити, знаци, да речеме, кај апендицитот, кочење на десната нога, реакција на физикалниот преглед, не реагираат болно на одредени точки при пипање на мешето. Тие се состојби кога и ние педиатрите секогаш повикуваме детски хирург, секако правиме базична лабораторија, крвна слика и одредени други параметри за инфламација. Кај ехо на абдомен знаеме да направиме и во други состојби, но да речеме акутниот апендицит се препознава, има карактеристични знаци на ехо на абдот, каде што ќе видиме дека има периапендикуларен излив, промерот на апендиксот е зголемен и веќе тоа ни е индикација дека се работи за некаква акутна хируршка состојба, која што не можеме ние конзервативно да речеме и секогаш повикуваме детски хирург
или ако е поголем, ако е адолесцент абдоминален хирург, мора да се разреши хируршки таа работа. Уште еден гледач ќе вклучиме во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Јас се на баба, имам едно дете внуче, Така? 10 годишно. Добро. Ама многу стомачено го боли често, ќе па да ја, например, сега ќе јадиш нешто и само се жали то стомачето. Се жали се ту горе над по почево. Дали му се уват болките обично после јадење? После јадење, да. Така, после јадење. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што ќе препорачате во оваа ситуација кога детето се жали после секој обрак на болка во стомакот? После секој оброк на болка, зависи 10 годишно рече, може да се жали да речеме и на функционална диспепсија. Што е тоа? Кога малку има рефлукс, повраќање киселината од желудникот, оди према езофагусот, да, па знаат Се да враќа назад. чувствуваат печење. Секако тоа дете треба да биде прегледано од педијатар и првично да се направат основните анализи како крвна слика, седиментација, маркери за хеликобактер, да речеме, дали е инфекција, да се направи едно ехо на абдомен, едни паразити, столица и да се проследи понатаму. Да му советувам, ако е нешто проблем со исхраната, да повнимава, да не внесува премногу суви работи, пржани работи, да внесуваат пробиотски култури од типот на кефир, јогурт, кисело млеко, а со сладкото млеко да не се претерува во текот на денот. Секако ако се најдува причина, ќе се постапи потоа соодветно да му се помогне на детенцето. Но ако овие болки се долготрајни и траат повеќе од 2 недели, прво нека отиде на матичен педијатар, а потоа и кај нас. А се случува ли некогаш да можете да поставите диагноза само врз основа на анамнезата, односно на она што ќе ви го кажат родителите за болката во стомакот кај нивното дете? На каков начин се манифестира, кога се јавува и слично? Искрено не. Мораме да ги согледаме сите работи. Анамнезата е половина од диагнозата и добро земена анамнеза и повеќе од половина од диагнозата, но секогаш мораме да го погледнеме и пациентот. Родителот кажува, но тоа што ќе го видиме исто е многу битно. Така да избегнувам да се консултирам без видено дете, зашто така грешки се прават. Секогаш знаеме, дури и од најдобра намера, да кажеме нешто, да не испадне на крајот така. Така. Се случува ли кога детето има силна акутна болка да треба да направите по 2 па и 3 прегледа во текот на еден ден? Се случува, да речеме, ако почнува развој на акутен апендицит. Секоја болест има свој почеток, еволуција и разрешување крај. Ако детето е премногу рано донесено на лекар, на педијатар, немаме пораз на инфламаторните маркери, мирно е церпето, мирни се леукоцитите, стомакот е безболен, да речем, на тие пипкања, на тие прегледи, на ехо наудот, не гледаме никаква патолошка промена, меѓутоа болката прогредира, се влошува, детето завзема природна положба во кревет, не може да стане, или профузно повраќа, или почнува да кажува температура, тоа значи дека нешто не се случува акутно тогаш. Така да не се случува и тоа, неколку пати да го прегледаме, за среќа поретко. Мораме да се чекаме да видиме како ќе се манифестира. Може би таа болка понатаму ќе се манифестира со акутен гастроентероколит, некоја стомачна вироза, па ќе се јават проливи, температура, повраќање, ќе изолираме ротавирус или аденовирус. Така да секоја работа во медицината, како и живот, има почеток, еволуција и крај. А доколку се работи за оние безопасни физиолошки болки, обично колку време траат кај детето и што препорачувате ако родителите почнат често да доаѓаат кај вас на преглед, бидејќи се тие загрижени поради неговата состојба, а не можете да откриете ниту органска, ниту пак психолошка причина за тоа? Тие болки траат не повеќе од 5 до 10 минути. Поминуваат, значи, кратко траат. Да. Последен разговор, вообичаено и родителите и детето знаат да препознаат и не се вознемируваат, поретко доаѓаат така. Ако навистина пациентот доаѓа, ние секогаш му веруваме на пациентот и мора да се преиспитаме, да не нешто сме пропуштиле, повторно да направиме анализи. Чувството на болка е субјективно.
Не може вие да го процениме, мора да ни каже или родителот да ни каже. Ние не знаеме да процениме дали навистина има болка или не. Освен, нели, ако не е тоа видлива болка, детето се грчи, тоа е веќе алармантен. Предпоставам дека потешко ова да се издиагностицира кај помало дете кое што не знае да ви каже што точно му се случува. Да, Со оглед на тоа дека стомакот е затворен, нема прозорец во него. Како проценувате дека се работи баш за болка во стомака, не за нешто друго? Дали се работи за болка или не во стомакот, не знаеме, да речеме во некој доенички период. Затоа велам дека тие инфантилните колити или тие бенигните стомачни болки се диагноза по принцип на исклучување. Исклучување, така. Ние го прегледуваме детето, гледаме дали има температура, нема температура, го проверуваме увцето, често знае отит да биде причина за болка и викање и плачење во тој период, да не е со црвеното грлото, да не почне некаков симптом на повраќање. Си кога ќе ги исклучиме сите можни патолошки диагнози, ме сигурни дека навистина немаме органска причина за болка. Затоа велам дека и не можеме да поставиме диагноза само со давање на податоци со разговор со родителите, зашто ако они можеби не знаат, треба да се погледне увото, да видиме дека е за црвеното. Можеби е почеток на нешто, така да секогаш мора да го прегледаме пациентот. Болката во стомакот е честа причина за посета на родителите со нивните деца на педиатриските ординации? После инфекциите, респираторните симптоми кај децата, што се најчести, една од најчестите причини е стомачната болка. Доволен е преглед од педијатар, кога треба гастроентерохепатолог да ги преземе работите во своји раце? Кога таа болка подолго трае повеќе од 2 недели, кога првично педијатарот направил некакви базични испитувања и не нашол ништо, меѓутоа таа болка прогредира, трае, детето се повеќе се жали, тогаш соодветно да се упати на гастроентерохепатолог, да се направи едно ехо или дополнителни неопходни испитувања во однос на клиничката слика кај тоа дете. Има многу народни лекови кои што се поврзани со здравјето на стомачето и болката во стомакот во детска возраст. Обично родителите прават чај од нане. Помага ли? Помага, да. Пеперминтот е познат, нането е познато и во медицината. Помага. Сите оние лекови, односно традиционални, да речам, исхрани се добре доедени, затоа што се по принцип здрави. Самото внесување на нане и пеперминтот го смирува стомачните тегуби, се хидрира детето, внесува и некаков тип на шеќер, дали мед, лажичка внатре, така да од тоа штета нема. Од пробиотските култури ние разговаравме пред да се сретнеме нели за кефирот, да речеме, тоа е некој тоа е пробиотик традиционален и во Македонија и во светот кој што содржи 16 живи бактерии, квасци и живи пробиотски култури. Ние во традицијата сме научени да јадеме ферментирани производи, кисело млеко и јогурт, што се полезни за нас. Така да тие традиционални ферментирана зелка порано се јадеше, и се уште се ферментирани јаде, краставички, но во домовите ретко кој од современиве семејства има време и простор да направи нешто такво. Да, ферментираната зелка е здрава. Единствено што не е здрава е количината на сол таму. Дури кај децата? Па премногу е сол, зависи кој како ја прави, но да речам ферментираните производи во принцип се здрави. Нашата традиционална кујна, секако не препржено, не препечено, е доста здрава. Доколку си сврлат за пршките, вела дека сме многу слични со медитеранската исхрана. Да. Така што применување на традиционална македонска кујна, претпоставам дека е рецепти за добар стомак. Апсолутно е рецепта. Не се рецепта брзите храни, се повеќе пилешки прсти, чикен нагенс, готови брзи храни, пици, хамбургери, помфрит, што за жал сите деца во тинеџерските газирани сокови, во тинеџерските години знаат така да се исхрануваат. Но ако основата во семејството е здравиот начин на исхрана и здрав начин на живот, сепак тие негативни последици од нездравиот начин на исхрана се балансираат. И моето последно прашање за денес е поврзано повторно со пробиотските култури. Дали е подобро да примаат децата пробиотски култури од природни извори или пак да земаат родителите некои фармацевски продукти кои што содржат различни форми на пробиотици? Двете работи се добри. Знаете како комбинација. ние не знаеме дали они секој деневно ќе внесат жива пробиотска култура.
Тоа е период на растење кога не секогаш може да се убедите со детето дека е здраво да пие јогурт или да пие кефир, едноставно не му се допаѓа вкусот. Така да пробиотиците од типот на LGG, од типот на лактобацилите, ацидофилните се добри и ги даваме кај сите дечиња, ние ги даваме до 1 година, а во одредени состојби после употреба на антибиотици, пореметена флора, инфекции и подолго време и кај повозрасните дечиња. Здраво и живите пробиотски култури да се внесуваат. Јогуртот е одличен извор на пробиотици, кефирот е добар, комбухата, има и други ферментирани производи. Така да комбинација од двата би била најидеална. А додека детето има проблем со стомачни тегоби, треба ли да се избегнува свежо млеко, пресно млеко? Дали секогаш треба да се избегнува или тоа е врзано само со одредени состојби? Сладкото млеко е врзано со тегоби кога имаме лактозна интолеранција, преодна или да речам во склоп на инфект или тип на лактозна интолеранција што се манифестира понатаму како детето, односно човекот старее, така и нивото на ензимот во цревата се намалува, па толерира се помалце и помалце лактоза, односно шеќерот во млекото. Одредени типови на алергии се должат на преосетливост, односно алергиски одговор кон протеините на кравјето млеко. Но тие се манифестираат различно. Кај алергиите во доедничкиот период имаме некогаш крвави, слузави столици, некогаш повраќање, екземи по телото, црвенила, уртики. Кај лактозната интолеранција во доедничкиот и понатаму имаме по течна столица која што е кисела по својот мирис заради неабсорбираниот шеќер, односно лактозната интолеранција. Генерално ние не сме генетски направени да не се базира исхраната само на млеко и млечни производи. Млекото и млечните производи се најбитни некаде до година дена кога детето се дои или поразно. Меѓутоа како се менува растот и развојот, така и потребата од млекото и млечните производи се намалува. Затоа и ензимите се намалуваат со текот на годините. Така да е клучно е балансираната исхрана. Ето тоа е заклучокот всушност на денешната емисија, клучот е балансираната исхрана и родителите секогаш сериозно да ја сватат болката во стомакот на нивното дете. Да си го пратат детето, да бидат во контакт со педијатарот, со нас, така да секоја болка што се зголемува и навистина се одразува на квалитетот на животот на детето, треба да се проследи. Ви благодарам за денешното гостување и што проговоривте детално за оваа тема. Ви благодарам и на вас. Поздрав до гледачите. Почитувани, ова беше се во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зборувавме за болките во стомакот кај децата, ги уфативме, се надевам, сите сегменти кои што повеќето сегменти кои што се поврзани со оваа состојба и дека емисијата ќе биде корисна за вас, ќе можете да примените доста од советите во практичниот живот. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и се гледаме секој понеделник во магазинот за родителство 0+ месеци. Пријатно.